Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Оваа година ќе го отвориме 6-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал, кој представа културна манифестација на Филозофското друштво на Македонија. Веќе 6-та година како го организираме фестивалот, кој почна на еден доста скромен, интимен начин, чисто на база на ентузијазам. Тоа беше на Филозофскиот факултет во Скопје во рамките на Институтот за филозофија. Во тоа време јас бев исто така студент на институтот и почнавме со проекции секој четврток. Тоа беше во библиотеката за филозофија, каде што идејата ни беше на еден понепосреден начин да им ја доближиме филозофијата на студентите и да најдеме еден начин како неформално, значи надвор од она што беше настава официјална и програма на факултетот, да можеме да се дружиме, но истовремено и да зборуваме за филозофијата. Размислувајќи кој би бил тој начин, како да го направиме тоа интересно и да можеме да привлечеме повеќе луѓе, се решивме да го употребиме филмот како еден медиум кој што е толку непосреден и филозофијата едноставно преку него може подобро да допре до публиката, така сметавме. Од тоа време до сега се поминати 6 години, од минатата година сме во Кинотеката на Македонија. Ова е втора година како сме тука. Кинотеката на Македонија е наша партнерска институција и на наша огромна чест и задоволство, еве и оваа година сме во овие простори и очекуваме голем број на гости кои што ќе дојдат на свеченото отворање вечерва. Отворањето на фестивалот е со францускиот филм Un homme et une femme, или Еден маж и една жена на македонски. На крајот на вечерта, како токму она што ја прави спецификата или главното обележје на овој фестивал, ќе имаме отворена дискусија со публиката. Се надеваме дека она што ќе го погледнат на филмот и таа е една провокација која што ќе направи професор Денко Скаловски во тие 20 или 30 минути излагање на тема едноставно еден маж и една жена, токму ќе побудат интерес кај публиката и дека ќе можеме потоа да дискутираме. Втората вечер на фестивалот го имаме турскиот филм Касаба, додека францускиот филм го донесовме во соработка со Францускиот институт во Скопје, односно го организиравме заеднички настанот. За Касаба на Нури Билге Джелан ни помогна Турскиот културен центар Юнус Емре во Скопје, кој што со својата великодушна подршка овозможија еден ваков прекрасен филм на еден автор кој што во моментот е еден од најпознатите европски режисери да дојде во Македонија и тоа за прв пат. Значи ова е првиот игран филм на Нури Билге Джелан. Предлогот беше на доктор Дејан Здравков, кој потоа ќе има излагање на тема Чехов во Анадолија, изградба на една поетска фабула. Значи третата проекција со која што и ќе го затвориме фестивалот оваа сабота ќе биде проекцијата на 12 дневни луѓе, еден култен филм на Сидни Ламет.
за филмот ќе зборува или ќе беседи, како што ние филозофите сакаме да речеме, професорката Ана Димишковска, која ќе зборува на тема правдата, казната и гневот, како се одлучува за животот и за смртта. Тоа е доста интересна тема и се надеваме дека ќе побуди доста интерес кај публиката и дека ќе имаме можност да влеземе во една дискусија и дебата веднаш по излагањето на професорката. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud